Здраво, јас сум Ева и во серијата Фамилијата Марковски го глумам ликот на Ана, а во овие онлайн интервјуа ќе бидам водител, односно модератор. Онлайн интервјуата ќе одат секој понеделник од 19:30 часот и ќе обработуваат теми кои биле присутни на претходно емитуваните епизоди на Фамилијата Марковски. Епизодите се емитуваат секоја сабота и недела од 19:30 часот на Канал 5 телевизија, а може да ги погледнете и на YouTube каналот на Фамилијата Марковски. Денес ќе зборуваме за урбанизам, тема која се обработуваше во претходно емитуваната епизода на Фамилијата Марковски во неделата и веќе е ставена на YouTube каналот. Гостин и соговорник ќе ни биде Никола Стрезовски, еден од најактивните млади архитекти во земјава и автор на многу архитектонски планови реализирани низ цела Македонија. Зошто на нас како граѓаните треба да ни биде битно каде и што се гради и како препорачувате да се реагира ако не се сложуваме со некоја одлука? Да го замислиме вака ова прашање, кога градот да го гледаме како една куќичка од 50 метри квадратни во која живеат четворица. Таа има една соба за спиење, дневна трпезарија, кујна и една бања. И малку е тесно за четворицата да живеат. Доаѓа собственикот на куќата и висината била 3 метри од под до плафон и доаѓа собственикот на куќата и добил одлична идеја дека треба да стави уште една плоча на средина и ќе добие 100 квадрати. Секој ќе има повеќе простори. Меѓутоа, во 100 квадрати, која ќе се подели оној простор од 3 плюс плоча, тоа ќе се добијат некои простори од 1,30 м. Во тие 1,30 м, точно има 100 метри квадратни истата куќичка која што претходно била 50, меѓутоа сите цело време ползат во таа куќичка. Дали било подобро тоа отколку што претходно како што живееле во тој град. На исто ниво можеме да го гледаме и градот. Дали може да функционира така, дали може толку многу да се изгради, дали на штета на што се гради. Секогаш најчесто се гради во зелени појаси, она зеленило кое што било пропишано и предвидено. Еден град колку може да го има степен на загадување, пристапност, сообраќајници, инфраструктура, оние претходно таа физичка структура која што се гради треба да биде поддржана и со водовод, канализација, топлификација, сите оние потреби на граѓаните. Сите тие треба да бидат водени од претходно зададени параметри и правила на кој начин треба да функционира. Како треба да постапиме кога некои права ни се одземаат? На почеток треба да паметно да избираме кој ги води нашите градови и колку тие луѓе навистина се грижат за градовите. Дали основната и единствената цел која тие имаат е да се гради многу и на тој начин да се собираат средства или да се гради и градовите да се градат подобро. Се добива впечаток дека многу од зеленилото од македонските градови се намалува, го снемува. Дали постои закон за зеленила и ако постои, што опфаќа? Дали се почитува? Јас колку што знам, после многу натегање, тој закон се донесе во 2016 година. Дали е тоа предоцна, дали имало претходно некаква форма или тоа било оставено на дека тоа нормално, дека ние сите би го чувале зеленилото, ама некако им избегало од прсти, па после тоа морале да го преточат во закон. Не сум правник и не знам како тоа функционира. Меѓутоа, сега имаме таков закон. Тој закон опфаќа воведување на катастар на зеленило и секое дрво, грмушка во Скопје треба да се има свој име и презиме и треба да се знае кој ги одржува. И покрај тоа што го имавме законот, бевме сведоци како зеленилото се уништуваше во 3 часот изутрин.
Значи, сам показател тој дека нешто не функционирало како што треба, кога имаш потреба да уништиш парк во 3, во 4 сабајли. Не може да е нешто во ред кога е тоа. И тоа не го прави некој кој не го знаеме, туку тоа го спроведува општина, држава. Дали постои начин да се врати зеленилото и што може ние да направиме во врска со тоа? Треба да се врати првин свеста кај сите нас, па да ни се јави потребата да се сетиме како беше да се дише чист воздух и после тоа ќе се врати и нашата потреба да го вратиме зеленилото, затоа што нема да може да функционираме уште долго вака. Често се разговара за велосипедските патеки и дали имаме недостаток од нив. Кој е вашиот став на оваа тема и како може да се коригира ситуацијата? Велосипедските патеки секогаш трпат од автомобилскиот сообраќај. И жално е што Скопје се сврти обратно. Во еден град право на слободно движење, слободни пешачки зони, има право на зеленило. Возењето автомобили и паркирањето не е право, никогаш не било. Во ниеден закон не влегува дека имам право да паркирам пред вратата во каде што живеам, пред вратата каде што работам. Тоа е оставено на секој жител да се снајде како сака. Ова е обратно свртено кај нас. Ние го имаме случајот сега да мораме да ги подчинуваме сите. Ние пешачиме, не е веќе доведен во прашање велосипедските патеки, возењето на велосипед. Сите ќе се сетат дека е доведено во прашање слободното пешачење во градот. Колку често мораме да излеземе од тротоарот, да излеземе на улица, да пешачиме затоа што на тротоар се паркирани коли. Тоа е ниво над велосипедски патеки кои што нас не се потреба. Колку се богати жителите на еден град, не е колку од нив возат собствени возила, туку колку од нив користат јавен транспорт и колку од нив користат алтернативно средство како што е велосипедот. Во таа насока сите овие параметри, вклучително и велосипедските патеки, се еден од аспектите кои што треба да внимаваме и да ги стимулираме што е можно повеќе за да Скопје биде подобро за сите. Што е урбана мафија? Најсликовито можам да ти објаснам што е урбана мафија. Да замислиме дека овие лешници се што еден град има. Сите добра што тој ги нуди и тие ни припаѓаат подеднакво на двата. Сега треба тие добра да се поделат. И јас сум урбаната мафија во случајов, ти си обичниот граѓанин. И сега ќе ги поделам јас. Еве, едно за тебе, едно за мене. Еве ќе ги поделам пак едно за мене. Еве уште едно за мене. Еве ти за мене уште едно. Еве ти тебе, пошто гледам како ме гледаш, ама не треба ни ова да ти го давам, ама добро. Еве уште овие за мене ќе бидат. Види. И ова ти е многу што го имаш. Можам двете да ти ги земам. Така да, овие се исто за мене. Исто и овие. Добро да не се буни, ајде се, еве, гледаш, имаш и ти, ајде. Добро. Така, ова е. Види, овие ти треба тебе, овие? Па да. Ај, доста ти е едно. Ај сега, не ми кажувај. Е така. И
И така, сега имаме исто. Гледаш исто како имаме? Ова ти треба уште? Добро, пази се. Ова е урбана мафија. Урбана мафија не е еден лик кој што дели лешници и тој дава. Туку ова е една цела структура. Тука влегуваат државни службеници, тука влегуваат. Значи не се работи секојаш ни личи нас дека е некој лик со телохранители кој што одзема од жителите на еден град нивните добра, им ги одзема локациите, им одзема парковите и зеленилата. Туку е една структура која што мисли на ист или сличен начин. Оние кои што метрите квадратни ги претвараат во пари, ги пресметуваат во пари предходно. Оние кои што ние сме ги гласале, кои што сме ги избрале да ги водат општините, тие му дозволиле на различен начин. Неодамна имавме изјава на еден политичар кој што ги обвинуваше граѓаните затоа што тие не знаеле да читаат урбанистички планови. Не е наше на граѓаните да знаеме да читаме урбанистички планови. Прво што е наше, што мораме да го направиме е да го натераме тој што сме го избрале за да се бори за нас, затоа што ние избираме градоначалници да се борат за нас. Да ни го зачуваат зеленилото, да ни ги зачуваат градовите, да ги направат подобри, почисти. Никогаш не гласаме за некој да ни изгради повеќе. Ви благодарам, Никола, за одговорите. Следното онлайн интервју може да го гледате идниот понеделник во 19:30 часот. Неделава ќе отвориме повик за прашање на тема образование, така што и вие ќе може да прашате што ве интересира на таа тема. Ви благодариме што не гледавте.